Мене ми е драго што јас се имам честа да се обратам на еден ден која символизира борбата на жената работничка за политичка и економска рамноправност, на еден ден кој извира од идеалите на широк број истакнати социјалистки како Клара Цеткин, како Роза Луксембург. Кога ние говориме за жени борци кои предничеле во борбата за право на глас на жената, ние не можеме а да не спомнеме дека овие жени се борели и против суровите услови и околности на нивното време. Нивната макотрпна борба за право на глас на жените била надополнета со силен отпор против неправедниот капиталистички систем кој брутално ги експлоатирал во фабриките. Сите овие жени се бореле за свет во кој сите народи ќе бидат рамноправни, за свет во кој рајот на богатите нема да биде граден од пеколот на сиромашните. И тука не заостанувала ниту македонската жена. За време на антифашистичката борба, дури 300 жени го вградиле својот живот во темелите на новата социјалистичка Македонија. Дури 7 жени биле прогласени за народни херои на Македонија. И ние не можеме да негираме денес, во време на брутален ревизионизам на историјата, дека македонската жена своето право на глас го стекнала на 11 август 1945 година со резолуцијата на Авној, како дел од социјалистичкото минато од кое некој сега се обидува да бега. Ние не можеме да бегаме од историскиот факт дека над 5000 жени македонки храбро, рамо до рамо со мажите борци, учествувале во антифашистичката борба и ја извојувале својата слобода, носејќи ја петокраката која веќе ја нема и на нашиот државен грб. Ние не можеме да бегаме од фактот дека македонските жени својата полноправна политичка и социјална рамноправност ја стекнале во тогашното напредно социјалистичко уредување дури пред други европски земји. Низ нашата колективна меморија живее споменот на младите девојки кои до последен здив се бореле за слободата во која верувале. Ние не можеме и не смееме да го заборавиме херојството на Вера Јоцич, која загинала на само 21 година во борба со бугарскиот окупатор. Ние не смееме да го заборавиме херојството на младата Ибе Паликуча, која загинала на само 17 години во борба со балистите. Ние не смееме да ги заборавиме зборовите на првата жена стрелана од политички причини во Грција, нашата Мирка Гинова, која гордо ќе каже: "Се борев и умирам за поарен живот на другите, а не за мојот." И мојата порака на овој ден до сите жени е: на македонските жени никој не им даде рамноправност, туку тие со масовно учество во народно-ослободителната борба и со оружје во рака, тие се изборија за својата слобода. Иако патот е долг и тежок, како што говореше Роза Луксембург, нам ништо не ни недостасува, само време. Драги жени и девојки, може би ние не знаеме како да се бориме машки, но затоа, кога ние ќе се вклучиме во борбата, ние во нас носиме енергија за двајца. Нека ни е честит празникот.